Во очекување на експлозивен пораст на продажбата на електрични возила, минатата деценија инвестирањето во фабрики за производство на батерии изгледаше како одлична деловна можност. Влијание имаше и намерата на кројачите на европската економска политика за намалување на зависноста од Кина. Беа основани многу нови компании кои веднаш се зафатија за работа. Објектите започнаа да никнуваат како печурки, а производителите на возила уште пред да бидат поставени нивните темели побрзаа да се обезбедат со договори за набавка на батериите што ќе ги произведуваат. Но ветерот го смени правецот и перспективниот бизнис практично преку ноќ се најде во плитки води, бидејќи автокомпаниите започнаа да ги откажуваат нарачките. Се чини дека оваа клучна гранка за понатамошен развој на електричната мобилност западна во пат позиција, но засега откажани или одложени се само неколку фабрики. Во моментот во Европа се оперативни 15 на фабрики за батерии кои располагаат со капацитети за околу 400 гигават часа годишно, а планирани за изградба се уште 3-4. Ги има низ целиот континент, дури и во Србија, но главно се лоцирани во индустриските развиени западни земји. Најголемата е на LG во Полска, а најстарата која функционира од 2012-та е на Nissan во Велика Британија.